Благодарам што дојдовте. Јас се извинувам за малата нелагодност на влез, меѓутоа тоа се најновите препораки на владата, кои мора да ги почитуваме. Предпоставувам до сега никогаш во животот не сте биле на пресконференција на која пред да влезете ви е мерена температура. Денеска ќе зборуваме, како што е најавено, за состојбата со епидемијата со коронавирусот, меѓутоа сакам претходно да спомнам за една-две работи кои се позитивни, иако се поврзани на некаков начин со коронавирусот. Ке ми дозволите два збора за нашите евроатлантски интеграции. Да споменам и покрај состојбата во Шпанија, која е исклучително лоша. Шпанија е во земјата на високо ризични држави. Тие на 17 овој месец да кажа седница, од која на парламентот, која дел ќе биде и преку видео линк, на која ќе имаат само една точка на дневниот ред. Тоа е ратификацијата на пристапниот протокол за нашата земја за членство во Алијансата. Колку е голема солидарноста на таа земја членка со нас и со останатите во таа организација покажува фактот дека еден пратеник е заразен од актуелниот пратенички состав на шпанскиот парламент. Министерката за родова еднаквост е заразена со вирусот, а во самоизолација е и вице-премиерот на шпанската влада. По ова, на 17 очекуваме само уште подпис од шпанскиот крал, а јас на мојата неодамнешна куса средба со него во Ерусалим добив директна потврда и еден вид гаранција дека тоа ќе биде завршено практично во истиот ден кога ќе стигне тоа за подпис во неговиот кабинет. За жал, поради короната, ние не можеме да го организираме настанот кој сакавме на еден символичен начин да го покаже нашето физичко, практично пристапување кон НАТО алијансата. На 23 овој месец веќе имавме договорено настан во Американскиот Стейт Департмент, каде што требаше да ни биде домаќин Мајк Помпео, државниот секретар, во присуство на генералниот секретар на НАТО Столтенберг и висока делегација од тука, за да го депонираме пристапниот протокол. Знаете, ние го направивме тоа во нашиот парламент пред време и во оној момент кога физички го депонирате тој пристапен протокол во државата и во институцијата која е практично домаќин на организацијата, тамо е со Вашингтонскиот договор направена таа организација 1949, а вие во тој момент станувате, во тој момент полноправна членка. На крајот на овој месец или почетокот на следниот се предвидува слична една свечена манифестација, да ја наречам, во седиштето на НАТО со кревање на македонското знаме, како 30 земја членка, меѓутоа тоа повторно ќе зависи од состојбите со коронавирусот, бидејќи Белгија е во групата исто така на високо ризични држави. Една реченица која може би надвор од денешната пресконференција, мислам дека е доволно позитивна за да ви ја соопштам. Според најновите информации кои ги добивме во текот на вчерашниот ден и утринава, координациите во Брисел во однос на добивањето на датум за преговори за нашата земја се практично завршени. На 18 следната недела, значи овој месец, ќе биде состанокот на така наречениот Корепер на ниво на амбасадори на земји членки во Европската унија и 26 тој процес треба да финишира на највисоко политичко ниво со учество на шефовите на држави и влади на членките на Европската унија. Нашите информации, моите информации по официјални канали добиени покажуваат дека двете држави, Северна Македонија и Албанија, ќе добијат зелено светло на 26, но повторно оставаме тоа дел од нашите пријатели и партнери од Европската унија од понеделник натаму ќе доаѓаат во Скопје да ни го образложат во детали. За состојбата со коронавирусот дома, знаете, секојдневно сте информирани од надлежните институции. Убеден сум и за последните мерки на владата кои се донесени на седница вчера. Морам да ви кажем на моја оценка за досегашното постапување на надлежните институции, која ја влечам од моите разговори со директорот на Светската здравствена организација за Европа, кој беше пред недела дена тука и со кој понатаму останавме во контакт. Нивна проценка е дека нашата земја се справува најдобро во поширокиот регион во однос на брза и ефикасна имплементација на препораките на СЗО и во тој дел до овој момент ние немаме поинаква квалификација. Се разбира, тоа не значи дека работата е завршена.
Тоа значи само дека до овој момент со преземените мерки на Министерството за здравство и на другите надлежни институции само е спречено ширењето на епидемијата, како што знаете дека се случува за жал во многу богати, многу поорганизирани држави од нашата. Не знам колку јавноста тоа го знае, меѓутоа во рамки на Центарот за управување за кризи постои така наречен управувачки комитет, во кој членуваат сите представници од сите витални значени надлежни институции во државата, има и представник од кабинетот на претседателот. Тие практично на дневна основа прават анализи и предлагаат мерки до владата, кои подоцна таа ги усвојува. И според нивните проценки и анализи до овој момент мерките кои се на сила, особено зборувам за последниот сет на мерки од вчера, даваат ефект и затоа во овој момент сме само на 9 потврдени случаи, од кои 4 се увезени, а останатите се пренесени со локална трансмисија. Имаше вчера или завчера на некои пресконференции интерес од вас медиумите за состојбата со стоковите резерви. Јас побарав официјална информација од таа државна институција и го добив тој документ. Можам да ви кажам дека тука простор за загриженост нема, затоа што и во делот на животните продукти кои се неопходни за такви ситуации и во делот на енергентите, состојбата е во ред, значи имаме доволно залихи и ако се усложнува ситуацијата со епидемијата, значи од тој аспект сакам да знаете дека надлежните си ја вршат својата работа, како што е тоа предвидено со законот. Ова сакам да апелирам посебно до сите вас како представници од медиумската заедница. Сите овие мерки кои надлежните институции ги предлагаат ќе бидат без ефект ако не дојдат до оние на кои им е наменето, значи до граѓаните, и во тој дел вие имате двојна улога и самите како граѓани на оваа земја да се придружувате до нив, меѓутоа и да апелирате до сите останати да се придружуваат до мерките, затоа што никакво ниво на ноншалантност во однесувањето, како што можевме да видиме изминативе денови во некои градови, во некои делови од нашиот град, главниот град, не е дозволено ако сакаме да ја ограничиме епидемијата и оваа состојба во која се наоѓаме да трае што е можно покусо. Мојот кабинет веќе ги редуцираше на минимум своите активности и на домашен и на меѓународен план. Така, например, проектот наречен Лице во лице со претседателот, кога јас одам, посетувам населени места, граѓани во нашата земја, е прекинат, се додека се овие мерки на сила. Имавме стотици и стотици граѓани кои го посетија кабинетот во рамки на проектот наречен Отворен ден. Во кабинетот тоа е прекинато исто така, додека траат овие мерки, додека се на сила. И така и ќе остане. Значи, апелирам до сите вас посебно за една друга работа, информирањето за епидемијата да биде само од официјални извори. Затоа што, за жал, знаете, во вакви ситуации се случува и епидемија на лажни вести, кои дополнително ја креваат паниката кај населението, тоа е најлошата работа која може да не се случи, кога вие не верувате на официјални институции и извори, верувате на така наречените алтернативни продуценти на вести, односно на лажни вести. И во тој дел сакам само да ве информирам накусо, без детали, дека во изминативе неколку денови нашите надлежни служби детектира неколку обиди за организирано и планско ширење на лажни вести со цел предизвикување на поголема паника кај нашето население. Значи, не зборувам за предизвикување паника или продуцирање на неточни вести од незнаење, од наивност или од непрофесионалност. Ова што ви го кажувам е организирано и планско правење на таква работа со цел дополнително да се влоши состојбата внатре и да се изгуби вербата во надлежните институции. Каква е ситуацијата во моментов од аспект на моите надлежности и кои се опциите кои институцијата претседател на државата ги има пред себе? Сакам да ме информирам дека во понеделник, сега овој понеделник, во 16 часот закажав седница на Советот за безбедност, на која освен стандардниот состав, кој го знаете, го повикав и министерот за здравство да даде извештај, да даде отчет за тоа што е до сега преземено и кои се нивните предвидувања како надлежна или првонадлежна институција за оваа епидемија. И го повикав да дојде и началникот на генерал штаб на армијата, затоа што
А ако не дај Боже затреба, ако се влошува состојбата, армијата има што да понуди во делот на своите капацитети и во делот на војничките стационари. Кои други опции во моментот ни стојат на располагање? Прво, можен е ангажман на армиските единици вон кризна состојба и без да имате кризна состојба. Вие знаете дека ние имаме кризна состојба на северната и јужната граница, еве неколку години поред. За оние кои тоа не го знаат, да подсетам, кризна состојба се прогласува на предлог на влада до 30 дена, надвор од тоа собранието може да продолжи. Ние неодамна ја продолживме таа кризна состојба на северна и јужна граница во врска со мигрантската криза или потенцијалите тамо нешто брзо да ескалира во негативна насока, па да можеме да се справиме. Меѓутоа, можно е да се прогласи и кризна состојба во врска со епидемијата. И може да се прогласи на дел од територијата или на целата територија од земјата. Ова сакам да ви кажам од аспект на моите надлежности. Армијата со наредба од јануари оваа година е веќе на услуга или им помага на единиците на Министерството за внатрешни работи и на единиците на локална самоуправа во оние ситуации во кои тие не можат да се справат со состојбите, и ова во овој момент е доволен правен основ да се помага на локална самоуправа и на надлежни институции и на МВР, како што е проценета и дефинирана во моментов ситуацијата со короната. Понатаму постои можност да се прогласи, споменав, кризна состојба на цела територија заради вирусот, бидејќи тоа е закана за националната безбедност, неспорно. И според законот за управување со кризи, во ваков случај може да се прогласи. Ви велам, владата предлага до 30 дена, над 30 дена собранието, кое во моментов е распуштено, и во тој момент во оваа ситуација не имаме еден спецификум кој до сега не сме го имале. И третата варијанта е, за која морам да кажам сме многу далеко да донесеме таква одлука, е воведување на вонредна состојба според членот 125 од Уставот, член кој никогаш не е активиран, затоа што имало проценка дека тоа не е неопходно, и кој, ако затреба, точно ги покрива овие состојби и со заразни болести, односно велат загрозување на здравјето на граѓаните од поголем обем. На седницата на Советот за безбедност во понеделник ќе ги разговараме сите овие опции. Јас ке сакам да чујам и што надлежните органи во таа смисла имаат да кажат. Знаете дека доаѓаат и министерот за одбрана, за надворешни, за внатрешни, реков началникот на генерал штаб. И ќе видиме што ќе произлезе како препорака, бидејќи Советот за безбедност не носи одлуки, препорачува одредени мерки и решенија. Но сакам ова да напоменам. Во случај на вонредна состојба, за која мојата лична проценка денес, во овој момент, е дека не треба да биде воведена, но допуштам дека може да има и други информации, дека може би ќе треба и тоа да го размислуваме како опција. Ако собранието не може да се состане, вели Уставот, има толкување, знаете дека во овој момент собранието е распуштено. Мојот став е дека собранието, ако затреба, може да се состане, меѓутоа ако не може да се состане, претседателот воведува вонредна состојба. Ова за генералната јавност да биде појасно, да нема никаква мистификација. Улогата на армијата и при евентуална вонредна состојба ќе биде слична на улогата на армијата во однос на ова што го прави во кризните, во така наречените кризни региони во делот на бегалците, значи прилично лимитирана улога, и тука нема никаква опасност дека армијата може да ја прошири својата дејност надвор од она што е незина уставна и законска улога. Предпоставувам на крајот, тоа сакам да се реферирам на таа точка, предпоставам некој од вас ќе го праша тоа, бидејќи гледам дека има интерес во јавноста и за тоа. Што во ситуација кога имаме закажано избори, а на 23 март почнува изборната кампања? Прво сакам да кажам дека јас немам никакви надлежности во делот на закажување на изборите. Второ, точно е дека датумот на избори 12 април беше договорен на седница на средба кај мене, на лидерска средба, меѓутоа првично на средбата повикав заради реафирмирање на нашите евроатлантски интеграции, бидејќи имавме крајно неповолна одлука на самитот во Брисел во октомври минатата година, и практично тоа беше искористено да, кога се веќе сите на собир, да ја донесат и таа одлука. Инаку таа одлука е во рацете на парламентарното мнозинство околу распуштање на собранието
и во рацете на политичките партии и политичките субјекти кои ќе учествуваат на изборите. Меѓутоа, морам да ви кажам мое сега едно размислување. Ние можеме, предпоставам, како држава да извлечеме кампања која ќе оди исклучиво на социјалните мрежи, како што е гледам генералниот консензус на сите политички партии кои се внатре. Меѓутоа, знаете дека постојат цели категории граѓани, посебно повозрасни во нашата земја, кои немаат пристап до толку како што имаат помладите до социјалните мрежи. А основниот принцип и на ОПСЕ, ОДИХР и на сите меѓународни институции, па и на сите демократски начела, сугерираат дека граѓаните мора да бидат добро и сеопфатно и навремено и целосно информирани за да донесат одлука според нивната совест на денот на изборите. Значи, мојата проценка е дека изборите кои би оделе со една прилично редуцирана кампања само на социјални мрежи е возможна, меѓутоа ја имам голема резерва за самиот ден на изборите. Повторувам, не сакам да се свати дека јас сега некому наметнувам решение, не сум надлежен за тоа. Не сакам да се свати дека некому држам предавање и му кажувам нешто што сите ние повеќе или помалку не го знаеме. Меѓутоа, на нашите избори парламентарни во просек гласат околу 1 милион луѓе. За оние кои тоа не го знаат, внатре во државата, без диаспорните гласања, имаме околу 3000 гласачки места. 5 члена на избирачкиот одбор и 5 заменици, значи вкупно нашата изборна администрација брои 30.000 луѓе. На денот на изборите, или ден предходно, се спроведува една од логистички аспект една гигантска операција за пренос на материјалот, на гласачкиот материјал до сите избирачки места и на крајот на изборниот ден целокупниот избирачки материјал се предава на повисоките изборни комисии кога се калкулираат резултатите на крајот. Морам да ви кажам дека од она што го знам, од моето знаење, од моите сознанија за спроведување на избори во ваков амбиент, до сега во светот такво нешто не е спроведено. Има многу мал парцијален исклучок на 2 март. Сега, неодамна во Израел имаше избори парламентарни и беа организирани за прв пат во историјата на гласањето посебни гласачки места за луѓето кои веќе беа инфицирани со вирусот. Треба да ги видите тие слики, значи станува збор за гласачки одбори кои беа облечени као во скафандери. Во просторијата каде што се гласаше имаше цела екипа медицински тимови, ако нешто затреба. И повторувам, тоа беше направено за многу мала бројка на луѓе. Многу лимитирана бројка на луѓе кои имаат право да гласат, меѓутоа се во таква состојба да не можат да го остварат тоа свое право на овие редовни регуларни места за гласање. Постои во моментот во Соединетите американски држави постои гласање на тие така наречени внатрешно партиски избори на Демократската партија кои кај што има избори и кај што прилична бројка на луѓе гласаат. Меѓутоа таму веќе се јавува проблем, бидејќи ситуацијата ескалира и во САД, како да се овозможи пристап до гласачките места за сите оние кои сакаат да го реализираат своето право. А тоа не е возможно поради тоа што ситуацијата прилично ескалира и САД е пополека влегува сигурно во групата на високоризични држави. Во САД постои и има некои други држави, но во САД постои варијанта да се гласа по пошта, предвидено е по закон. Меѓутоа само мал број луѓе ја користат таа можност. Нивна проценка е, значи онаа држава со оние ресурси, нивна проценка е дека ако решат да одат комплетно на гласање преку пошта, околу 100 милиони луѓе гласаат на ноемвриските избори кај нив, дека тоа не би можело да биде издржано од инфраструктурата во таа држава. Значи не би можеле сите да бидат обслужени, добиеш коверт дома, го вратиш, па да биде однесен и да биде пребран на кај изборните комисии. Јас мислам дека, ако не се лажам, тоа е и најавено од политичките партии, барем по оваа вчерашна лидерска средба, дека тие во наредниве 5 до 10 дена треба повторно да се навратат на ова прашање, бидејќи на сите ние е кристално јасно дека апсолутен приоритет во оваа ситуација е здравјето на нашите граѓани, а не политичките или партиските интереси на било кого. И се разбира, за тоа мора да има комплетен консензус. Не треба да се брза со таа одлука, меѓутоа ситуацијата, објективно гледате и вие, и околу нас, и внатре кај нас, се усложнува во делот на ентузијазмот на луѓето да гласаат.
Сосема небитно дали имате вие мала бројка на заразени од коронавирус, како што реално имаме, сосема друго е размислувањето на луѓето кои се плашат да излезат на гласање, особено затоа што нашите гласачки места се во затворени простории. Ние и денеска не случајно ја правиме пресконференцијата на отворено. И вие имате меѓу себе дистанца, метар и пол најмалку со столиците. Дали тоа е возможно да се направи на гласачко, на било кое гласачко место, кај што до сега барем се гласаше со едно исто пенкало. Треба да знаете дека гласачките места во нашата земја се околу од 600 до 700 луѓе во просек, со половина нека биде одзивот, барем 400 или 500 би излегле на гласање и тука треба да се воведат дополнителни мерки ако сакаме да биде се тоа изведено како што треба и сите оние кои сакаат да гласаат тој ден да гласаат на вистина. Тоа е од мене. Ако имате некакви прашања, повелете, стојам на располагање. Председателе, благодарам. Колеги, повелете со вашите прашања. Само да ви напоменам дека почитувајќи ги препораките и од Светската здравствена организација и од владата, вашите прашања може да ги поставувате на микрофонот што се наоѓа лево од вас или на местата каде што седите, со тоа што јас на микрофон би ги повторила прашањата за да доколку ви притребаат. Благодарам, повелете. Да, повторам уште еднаш, бидејќи некои политички лидери во нашата земја имаат обичај да слушаат други работи од оние што реално ги кажува председателот. Не сум надлежен за тоа прашање. Ако ме прашувате мене, јас би размислувал сериозно за таа опција. Знаете, ако една од вчерашните мерки на владата вели дека не треба да се дозволат и приватни собири, кај што има поголема бројка на луѓе, значи не зборува за 1000, не зборува за 100, значи станува збори за десетина. Ви повторив која е просечната големина на едно гласачко место, колку луѓе од прилика гласаат. Има гласачки места во Скопје, во главниот град, кои се и со 1000-1100. Можете 700 луѓе да ги имате во иста просторија. Значи јас од тој аспект прашувам и ништо повеќе. Што станува со луѓето за кои се препорачува да не излегуваат надбор воопшто, а имаат право на глас? Нив можеме да ги ставиме во категорија на, тоа постои во сабота се гласа, на болни лица. Меѓутоа, што ако се појават многу повеќе као бројка, колку можеме логистички тоа ние да го покриеме? Значи, мојата главна забелешка е, јас разбирам, во политиката, кога влегувате, као политички субјект, се борите за власт, вашите програми не добијат мнозинство, да ги убедите граѓаните и после тоа да спроведете една визија ваша за државата или за градот. Меѓутоа, ова е ситуација без преседан. Значи, не велам донесете таа одлука денес, ваква или онаква. Велам, прво, вие сте надлежни да ја донесете таа одлука и второ, размислувајте пред се и не се сомнам нека ќе биде така, за здравјето на граѓаните. И ако се одложат изборите за месец или два, нагаѓам, тоа нема да биде пропаст на светот. Има такво размислување во соседна Србија. Или еве да ви споменам што значи вчера бугарската влада донесе одлука за прогласување вонредна состојба. Значи, ако некој мисли дека ако прогласиме вонредна состојба или кризна на целата територија, дека е тоа волшебно стапче со кој ќе се решат сите проблеми, вклучително и овој, со гласањето, нема да се решат. Јас го видов списокот на мерки кои бугарската држава предвидува да бидат преземени во случај на вонредна состојба, од тоа што ќе прави бугарската армија до Министерствата за здравство. Не гледам дека тоа може битно да ја измени ситуацијата во однос на она што ние го имаме во моментот. Значи, буквално, ако верувате, тоа е као да е пресликано тоа што ние и многу други држави по препорака на СЗА го прават. Значи, не би било решение да заклучам, ако се воведе вонредна состојба од утре или кризна на цела територија, дека можеме да извлечеме избори со едно ниво на гласање, па и на абстиненција од другата страна, како што сме го имале за другите избори. Парламентарните избори кај нас традиционално историски се движат околу 60% од одзивот. Само за појавнување на јавноста која што не следи пресконференцијата во живо, прашањето на колешката беше за ставот на председателот за можноста на одложување на парламентарните избори. Кој друг се јавува за повелете? Председателе, од ова што кажат, има впечаток дека очекувате повеќе да има заболени, значително повеќе, но не ми е тоа прашањето. Прашањето ми е
бидејќи на почетокот зборевте за State Department, како коментирате последниот извештај на State Department, тоа е надвор од темава, во кој што има пад во слободата на медиуми, зголемено ниво на корупција и криминал и слично. И второто прашање ми е дали можете да ни откриете кои се тие креатори на лажни вести кои што организирано предизвикуваат паника кај граѓаните. Значи, колегата има две прашања. Првото е ставот на председателот Пендаровски за последниот извештај на State Departmentот и второто прашање е појаснување на ставот за креаторите на лажни вести. Повелете. Гледате, значи, во делот на извештаите на State Departmentот, ти имаат една структура која не е слична, која не е иста со она што го прават специализираните организации во таа смисла, пример кои следат слобода на медиуми. Тие пренесуваат што другите специализирани агенции кажуваат во одредена област, од криминал до слобода на медиуми, човекови права, лица со посебни потреби и така натаму. Така што во делот на извештајот на State Department нема дека има пат на медиумската слобода. Тоа е сигурно. И тие цитираат соодветни други организации. Што забележуваат од State Department? Да кажам првоначално, да бидам чесен и према оние кои вас ќе во оспоруваат од нивен агол на гледање, дека извештајот на State Departmentот е подобар или најдобар во изминатите 10 години сигурно, по сите параметри. Но има и забелешки. Забелешките се во делот на високата корупција. И тука болката си ја знаеме. Што е интересно, да се вратам се па на оваа област во која сте вие и која исто така и мене ме интересира, и една од столбовите на секоја држава, зборувам за слобода на медиуми. Во делот на медиумите вели се чувствува известно ниво некаде на самоцензура, но не вели, внимавајте, тоа е интересна една формулација, не вели дека тоа го прават политичките авторитети. Не вели влада, министер, председател, се јавува, диктира и така натаму, или ќе ти замери или ќе те смени, како што сме имале прилики во минатото. Туку вели најчесто од центри вели на бизнис лобија, на стопанска моќ и така натаму, кои се плаша дека можеби ќе изгубат реклами и така, немој да пишеш против тој и тој, бидејќи може да ги скине рекламите и тоа е единствен начин, знаете. За жал најчесто да се преживее во медиумскиот бизнис. Значи, добро е што после долги години ние немаме експлицитно, како што сме имале во извештајот на State Department порано, дека некој политички авторитет се јавува или преку луѓе праќа порака, ако вие не следите вака и вака или на одреден начин не известувате за нашата работа, ќе имате консеквенции. Тоа, иначе стои тоа дека има се уште случаи на висока корупција. Впрочем, јас тоа и во моето годишно обраќање и подоцнечните мои медиски обраќања го спомнам стално. Не ни служи на чест како држава што 30 години наназад ние немаме еден висок, говориме за висока корупција, и нема еден висок политичар да завршил во затвор за коруптивна сделка или за правење криминал. А знаете сите вие дека во изминативе 3 децении сме имале повеќе од еден случај кога тоа требало да се направи. Поелете. Не ми одговорите само на... Извини, моја грешка. Значи, јас намерно споменав дека станува збор за неколку случаи кои ги детектирале надлежните наши органи во областта на безбедноста и разузнавањето, и не можам да споделам, се разбира, детали повеќе. Станува збор за истите ентитети, не се држави во прашање, кои беа пројавени со таква активност и за време на референдумската кампања в септември 2018 година. Тоа е максимум што можам да ви кажам. Повелете? Дали има... Председателе, политичките партии во овој момент не се подготвени да се откажат од предизборната кампања, од изборите на 12 април. Од оно што го гледаме на терен, бидејќи секојдневно следиме состојбата, мој впечаток е дека неодлагањето на кампањата само ќе придонесе да се зголеми бројот на заболени од коронавирусот. Сакам да ве прашам и покрај тоа што законот нема ограничувања околу легалноста на изборите и на изборниот резултат, сепак ако излезе мал процент на граѓани кои би гласал на 12 април, колку таа влада ќе има легитимитет? Јас се согласувам со вашите констатации. Цензус нема. Цензус нема. Да е за избор на градоначалник, за избор на председател, можеме да разговараме, меѓутоа што се вели теоретски десетина да излезат под онтовата формула, вие ги делите пратеничките мандати. Се разбира дека ќе се постои тоа прашање, меѓутоа јас се надам дека нема да дојдеме до таа точка. Јас сум убеден дека нашите овие клучни политички лидери имаат неспорна државотворна свест и дека им е многу побитно да
здравјето на граѓаните биде сочувано во овој период и да победат на тотално легитимни избори. Инаку можам да ви кажам дека јас се видов со дел од луѓето кои се дојдени како претходница на наблюдувачката мисија на ОПСЕ во Дихара, кои секој избори наши ги наблюдуваат, и тие ми го поставуваат ова прашање. Дали ќе има избори или нема да има избори? Бидејќи за да мониторираш треба да излезеш на места кај што се гласа или кај што има политички собир. Така што и од аспект на нивното лично здравје тие се загрижени. Постојат и информации дека во овој период кога би требало веќе да е почната обуката на избирачките одбори, што се прави секој пат, е законска обврска, дека има членови на тие избирачки одбори кои не се само овие ранливи категории кои ги спомнува владата, бремени жени, деца до 10 години така натаму, него и други луѓе кои одбиваат да се вклучат во тие подготвителни активности, јас се членови на некое ниво на избирачките одбори, така што ако таму има одредена резерва кај луѓето кои треба да мониторираат или да организираат избори, што станува збор за луѓето кои се гласачи. Така што мора да се има тоа во предвид. Мора да се има, јас сум убеден дека ќе биде земено во предвид, меѓутоа велам треба да се процени и наредиме 10 дена, инаку да знаете постои една законска одредба која вели од утврдување на кандидатите, тоа треба да се случи ако не се лажам на 14. Од кој ќе те утврдат за кандидат, кој ќе се утврдат кандидатите, до почетокот на кампањата на 23. овој месец, не смеете никаква кампањска активност да спроведувате. Значи, тоа е еден убав прозорец, да кажем, на можности, кои нашите политички лидери, кои ќе учествуваат и партии кои ќе учествуваат на изборите, имаат време да размислат и да решат. Оно што е многу битно е таа одлука да биде донесена со консензус меѓу нив. Таман работа, ако дојдеме, еден да рече учествувам, друг не учествувам, секогаш сме носеле таа одлука заеднички, секогаш изборни законодавства се носеле заеднички и посебно во оваа ситуација, мислам дека треба да им покажеме на граѓаните дека сме одговорни и дека не мислиме само на сопствениот успех или успехот на нашата политичка партија. Повелете? Сонја повели? животот по прогласувањето во состојба, бидејќи ние првпат не знаеме како тоа би изгледало, и ако споменавте во правилата со Бугарија, и дали тоа по автоматизам би можело да значи одложување на избори. Значи, прашањето е за последиците и што треба да се случи за прогласување на евентуално вонредна состојба во државата. Ситуацијава е уникатна. Ви споменав пред малку и во светски размери. Значи нема пример од кој можеме да гледаме, макар да кажеме кај нив така направиле, бидејќи уникатна во светот, до сега не се случило, во време на пандемија прогласена, некој да организира избори. Можам да ви кажам дека нашите закони не предвидуваат ништо во тој дел. Значи, да одговорам на вашето последно прашање. Не постои таква врзаност или конекција, дека ако се прогласи евентуално воредна состојба, дека по дефиниција се откажуваат изборите. Нема таква работа. Че се работи за проценка и тука сакам да бидам многу јасен. Значи, јас сум председател на државата, меѓутоа јас не сум паметен баш во секоја област да донесам одлука и затоа Советот за безбедност има таа функција. Надлежните, таму има и експерти, реков ќе бидат викнати и луѓе надвор од редовниот состав на Советот, тие ќе ја направат проценка дали тоа не е потребно. Во делот на мерките, што значи ако биде донесено? Можам да ви кажам дека значи, што ќе биде содржината на воредната состојба, ја одредуваме ние, тие што ја носиме таа одлука, меѓутоа да биде тоа веднаш на сигурно нема и да има таква состојба, нема да има политички час сигурно. Како што некои спомнуваа како решенија во други држави. Значи, нема да има политички час. Ова, можам да ви го кажам, што е одредба од Уставот. Како се владее во време на воредна состојба. Значи, практично парламентот во тие и да може да се состане парламентот не владее. И да не е само распуштен како што е, пратениците нема да се прашуваат практично за ништо, зборувам за дневната политика, за дневните одлуки, ќе се прашува владата. Владата владее во време на воредна состојба. Тоа се разбери, председателот има тука надлежности, меѓутоа да не се секираат граѓаните. И ако се оди кон тоа, мојот впечаток, мојата проценка денес,
3 дена пред тој совет е дека нема да се случи тоа. Не можеме да видам што квалитативно ново ќе донесе таа состава, ќе ја декларираме, ама ефектот кој ќе биде. Меѓутоа, па сакам да ги слушнам надлежните во таа област и можеби ќе се оди на другата варијанта. Можеби кризна состојба на цела територија. Но повторно велам, армијата може да биде тука помош на единиците на МВР. Пак мора да се држиме до препораките на Светска здравствена, наше Министерство за здравство. Мора да бидеме многу по-сериозни и одговорни кон себе и кон нашите семејства, кон нашите најблиски. Јас мислам дека клучот за спрвување со оваа епидемија е во тоа да ги почитуваме 100% сите препораки и да бидеме навистина крајно сериозни, максимално сериозни, бидејќи оваа ситуација никогаш не била до сега. Не мислам дека има место за паника, навистина не мислам. Меѓутоа не можеме да отидеме во друга крајност, како што гледате има ситуации по социјални мрежи. Не можете туку така да одите сега после ова на кафе у некој кафич. Тоа е крајно неодговорно. Крајно неодговорно. Не велам дека со политички час тоа ќе го нема. Ви можете на друг начин тоа да го правите, меѓутоа навистина нивото на култура генерално мораме да го кренеме овој период, овие месеци, бидејќи велам ситуацијата е без преседан на светско ниво. Нема држава, замислете изјава која дава германскиот канцелар пред 2 дена. Мислите да е некој од нас, тука од регионот. Држава која е високо организирана, високо развиена. Вели, според проценки на стручњаци, 60-70% или 2/3 од населението ќе биде зафатено со коронавирусот. Германскиот канцелар тоа го кажува. И тоа не предизвикува паника. Него вели, можно и тоа да се случи, ви ја кажувам као реална опција. И тука да повторам уште еднаш, гледам вашата улога, како посредници меѓу она што ние го одлучуваме или го кажуваме и граѓаните, барем во овој период, ако нема некои други периоди, повторувајте го по 100 пати ова и кажувајте им на луѓето, нема место за паника, сосема небитно дали министерот е од СДСМ или од ВМРО или од ДУИ, сосема небитно. Нема место за паника. Дајте да ги изтераме овие месец, два или колку веќе ќе бидат. После пасе се враќаме нашата вообичаена политичка реторика во која ти си виновен, јас сум виновен и така натаму. Но сега мислам дека навистина не е време за партиска реторика или за добивање на лични или ситно партиски поени. Повелете, Дуковска? Соодветно, да. Значи, прашањето на колешката, се извинувам, прашањето на колешката Дуковска е дали ќе се ограничат или редуцираат пресконференциите и настапите во јавноста со оглед на загрозеноста на представниците на медиумите. Јас реков уште во првичното моје излагање дека моите активности и дома и надвор се максимално редуцирани. Ова е една од многу ретките пресконференции на кои излегувам поради ситуацијата и поради тоа што за ова прашање јас до сега немам јавно соопштен став. Сметам дека е неопходно. Сигурно ќе има некаков начин на комуникација после Советот за безбедност во понеделник од моја страна или од страна на луѓето кои ќе учествуваат, но тоа ќе го направиме повторно на начин колку е тоа можно да бидете вие максимално заштитени и да пренесете тоа што е сепак одлука на еден значаен државен орган. Поле. Моето прашање е сигурно сега сте подготвени со ќе излезете со став на тоа собирот на национална безбедност. Кој е вашиот став како претседател? Кои се конкретните мерки кои што вие ќе предложите да се предземат? Зашто напоменавте некои работи кои што не треба да се направат, но што треба да се прави? На Советот за безбедност вака оди расправата по било која прашање. Значи претседателот однапред не им вели ова и ова треба само да го аминувате. Повторувам, ја не сум експерт како што се тие тамо што се понадлежни институции, а во ситуација на епидемија па сигурно немам никаква врска со тие медицински поими, термини и така натаму. Значи претседателот ги повикува надлежните да реферираат. Ако паметите, пред неколку месеци имавме Совет за безбедност за аерозагадувањето. Повикав неколку невладини организации и министерот за екологија и заменикот и ги конфронтирав меѓу себе. Што сте направиле, а што вие мислите дека не направиле или недоволно направиле. Така ќе биде и сега. И ќе ги замолам надлежните институции да предложат сет на мерки според нивна проценка, која што во овој момент би било најсоодветно да направиме, за да се
организираме максимално како држава, како општество, за да не ни се случи ширење големо на таа епидемија. И на крајот Советот за безбедност, врз основа на нивните предлози, не мои лични, можем ја да се вклучам во дебата, се разбира, меѓутоа носи препораки кои се препраќаат до собранието и до владата. Тој советодавен, повторам, советодавен орган на претседателот не е орган кој носи одлуки, меѓутоа бидејќи има многу репрезентативен состав, знаете, 3 министри, 3 претседатели, држава, влада, собрание, тројца истакнати експерти, мислењето и препораките на тој совет секогаш се слушаат и се почитуваат. Повелете дали има други прашања? Еве уште едно прашање има колегата од Инфомакс. Повелете. Само да ве прашам, сопругата на господинот на премиерот Џастин Трудо е заразена, тој е во самоизолација, дали испративте писмо со сочувство до господинот? Не, ја мислев ќе ме прашаш, иначе тоа е самоизолација, ја мислев ќе ме прашаш друго, зашто јас се видов, ама има веќе месец дена, јас се видов со него на Михенската безбедносна конференција, па си мислев да нема нешто од тој период, ја да не сум префатил од него, знаеш, нема не. Инаку има, ако ви интересира првиот, збораме за мојава позиција тука, првиот претседател кој е заразен со коронавирус, претседател на држава, зборувам, е Де Соуза, претседател на Португалија. Така што иначе не е точно, сега проверував, претпоставав дека има и вакви прашања за другите претседатели, не е точно дека претседателот на Бразил е заразен, не е точно, а за американскиот претседател чекаме. Наводно ќе прави тестови во текот на утрешниот ден, бидејќи имал контакт со луѓе од кабинетот на Болсонаро.